Именно на Скопското лизгалиште ете се организираше навистина интересен фестивал посветен на хип-хоп правецот, односно на хип-хоп музиката. Како тој помина, ќе видите во продолжение во прилогот кој што следува. Конечно и кај нас се одржа првиот концептуален хип-хоп настан Macedonian Hip-Hop Festival, осмислен како урбана музичка манифестација која траеше 10 часа. Организаторот се погреши да донесе гости од Србија, Бугарија, Босна, Полска и се разбира од Македонија. Што мислиш за македонскиот хип-хоп фестивал? Се најдобро. Мислам дека е супер, дека во последниве години највеќе се разви. Па фестивалов е супер, мислам дека секоја година треба да се прави вака. Добра работа. Мислам дека е супер добра идеја беше што вака да се организира, значи да се соберат од повеќе држави и да представуваат значи една хип-хоп култура. Најмолим се. Мислам дека супер што се организираат вакви работи, пошто не е многу често, многу ретко се организираат и супер баш. Фестивалот е организиран од ДНС продукција, поточно Филип Лазов и Владимир Аговски. Хип-хоп како култура е застапена на секај низ светот, застапена и кај нас, но ете немало до сега вакво збиднување организирано и ние се напативме да земеме првиот чекор и да направиме нешто повеќе за македонската хип-хоп култура. Мотото на фестивалот е Awareness Get Real на англиски или освести се, што значи да се освестиме од лажниот урбан концепт. Овој фестивал е своевиден наследник на Полноќна миса која има доживеано 2 изданија, но овој пат концептот ги опфаќа сите 4 основни елементи на хип-хоп културата: MC, DJ, брейкданс и графити. Сликањето на ѕидови представува вистинска уметност, а од секогаш било поврзувано со хип-хоп движењето. Затоа присуството на цртачите на графити беше неизбежно. Графитите се дел од хип-хоп културата. Елементот, еден од елементите. Секој може да почне да цртат и со тек на време ќе се развијат. То исто како секоја друга уметност, со тек на време се развиваат. Ама за да почнеш треба да имаш некаков талент. Фено, не сум овако замислил. Фино. Не замислував дека е вака туку. Подобро од колку што замислував. Јас цртам од 97-ма, но со прекин. Супер. Настапите на изведувачите и диџеите беа збогатени со брейк-денсери кои следејќи го ритамот правеа вистински акробации и дополнително ја вжештија атмосферата. Најчесто не правиме екзибиции. Важно е да се почувствува битот. Играм како што ја чувствува музиката. Карактеристично за сите учесници е што се следбеници на вистинскиот хип-хоп, што дозволува слободно да ги изразат своите чувства, да се бунтуваат против се она што ги мачи младите во урбаната средина. Македонскиот хип-хоп фестивал немаше надпреварувачки карактер, но основната цел, промоција на хип-хоп и рап културата овде, како и добрата забава, беа постигнати. Не, размислувам дали знам ја вака да мислам да денсам и да играм. Мислам дека своевремено, иако и доми беше Майкл Джексон, оние потези, мислам дека имам заборано. Треба малку да се повежба. Следниот хип-хоп фестивал наместо нашиот репортер Љубица Арсич, односно, се извинувам, позгрешив. Никола беше тоа, така, ќе појдам ја на Скопското лизгалиште и се надевам дека ќе бидам